Здраво на сите и добре дојдовте во првата епизода на второто издание на подкастот Пулсот на младите. Подкастот каде што отворено разговараме на теми што навистина не засегаат, не мотивираат, но и не предизвикуваат да размислуваме. Јас сум вашиот водител Петар Јошевски, а денес во оваа епизода на Пулсот на младите зборуваме со Ивана Настеска или позната како Ивана пишува писмени. Денешната гостинка секој од вас, барем еднаш ја прочитал, не на хартија, туку на зид, стуб или прозорец или на некоја клупа. Ивана, така наречена Ивана пишува писмени, преку цитати, мисли, пораки, пренесува чувства, состојби и прашања што не ги знаеме дека си ги поставуваме. Но за тие кратки пораки стои цел еден свет. Пајде да го запознаеме. Здраво, Ивана. Здраво, Добре, Петар. во студиото на Радио Пулс. Многу ми е мило што си денес тука. Ти благодарам и многу ми е мило што јас денеска сум твоја гостинка и многу ми е пријатно и многу ви убаво овде. Ви фали едно деталче, се надевам дека во следната епизода ќе го има онде. Да, сакако. Добро. Прво прашање сакам да те прашам, каква беше Ивана пишува писмени како дете? Ивана пишува писмени како дете, не беше Ивана пишува писмени, беше само Ивана и ден денеска јас искрено не се доживувам како Ивана пишува писмени. Нема да дојдам и да ти речам, еј, здраво, јас сум Ивана пишува писмени, туку ќе ти речам, јас сум Ивана. Инаку прашањето Ивана каква беше како дете? Ивана како дете беше бучно, напорно, досадно, зборлесто и интересно дете, може значи моите да го потврдат тоа нешто. Многу често нервни сломови ма доживувано, али тоа е тоа. Значи од кога знам за мене зборувам што може да се забележи. Така да. Да, Тоа е накратко. Што најмногу ти фали од тие безгрижни денови како дете? Баш тоа што го кажа, безгрижноста, да станам и денеска да немам ни една обврска, да ми биде обврска да јадам. Лепи еврокрем, веројатно, и да излезам надвор. Дали е 40 степени или има, не знам, 20 степени, то не ме интересираше, Или минус значи, 20. или минус 20, апсолутно не ме интересираше, значи, сакав да бидам надвор и моите, не знам, детски денови, јас ги памтам по улицата Кебаба ми, јас сум изразната таму и ми фали многу ми недостасува тоа, од овој возрастен живот е малку досаден и монотон. Дали уште тогаш се препознаваше, ти можеби не се сеќаваш, но преку твоите приказни од твоите родители, некоја потреба да пишуваш или доставаш така некоја трага како што го правиш тоа сега? Искрено не се сеќавам дали сум пишувала, знам дека многу зборував и маки мачеле со мене, пошто зборувам од кога знам за мене и е напорно. Може да се сложиме дека е многу напорно. Инаку не знам, моите први впечатоци, ова го сгрешив, нема врска. Моите први почетоци на пишување би рекла дека се во основно некое трето деление кај што мојата наставничка откри дека јас фактички знам да пишувам. И многу ме исмеваја врсниците во класо, видија пишува смешни песнички, пошто реално песните беа со рима од 4 строфи, се римуваше, не знам, некој најсмешен збор, да. Прост, буквално што можеш да го смислиш, пошто дете од второ деление реално не може да напиши поема. Да, не може да напиши поема, али почетоците се од многу, не знам, еве да речеме во некој второ, трето деление имаме колку, не знам, на 6 почнуваме, па не знам, некој 8-9 години јас веќе почнав да пишувам, тогаш открив дека имам талент за нешто, така да Ивана пишува писмени постои многу одамна, само немав име, Ивана пишува писмени, бев само Ивана. А каква Ивана пишува писмени во приватниот живот? Како изгледа незин еден ден? Би те излажала ако ти речам дека е мирна, повлечена и не, знаеш како, јас сум социјална пеперутка. И може да се забележи енергијата што ја имам буквално. Најчесто сум надвор, или ако не сум надвор, сум дома и читам книга. Или па сум на Pinterest и барам нови идеи што можам да ги разработам за Ивана пишува писмени. Во приватниот живот сум иста како што ме познаваш ти и приватно, значи ти ме познаваш приватно, еве сега и малку на професионален начин. Значи иста сум, интересна и многу зборувам. Така. Како изгледа еден твој ден? Кога сум слободна или кога одам на работа? Двата.
Двата, значи сакаш и во викенд да ти кажам, сакаш и Да. во сега од кога сум професионална личност, мислам, знаеш како, кариерно, станувам најчесто пред време, нормално, пошто не можам да си дозволам да закаснам негде, одам на работа, значи го работам работниот ден од 8 до 4. После 4 почнува приватната работа, си го напишува писмени. Најчесто доколку имам дента за пишување некоја писмена или честитка за прајање, најчесто го работам то нешто, или па одмарам дома, може да се случи да преспијам, да станам и навечер најчесто сум надвор, значи не сме да трпи социјалната пеперутка, мислам мора да излези, оти ако не излези, Толку. не е добро. Да. Најчесто така, а викендите, најчесто поспивам до касно, се трудам да поспијам до касно, ама не ми оди. Оти се навикнав, сега станувам рано и најчесто станувам покасно, не знам, дено го поминувам во викенд со домашните и не знам, излегувам или читам книга. Најчесто викендите ми се многу мирни, во споредба со изминатата недела работна, али комбинирам некако и мирно и да биде зафатено. А што друго те исполнува освен пишувањето на писмени, правењето честитки? Читам книги, многу. Многу сакам да одам на културни настани, мислам дека ќе збориме и понатаму. Да, дефинитивно. Ме исполнува времето поминато со друштвото или со семејството, посебно со баба ми, со дедо ми. Многу ми е пријатно со нив. Општо, сакам да се дружам, јас сум многу дружелюбива особа и сакам да седнам. Многу ми представува задоволство, пошто пријателите кои што сега ми се, во смисла сме разделени, некои се една страна, некои се во други градови, кои си дојда и ми е многу онака пријатно, сакам да се видам со нив. Најчесто поминувам значи со луѓе. Социјална пеперутка. Да, јас сум обкружена цело време со луѓе и јас не можам да се замислам знаеш, да бидам тивка, да чутам, непријатно ми е кога има тишина. Така најчесто сум обкружена, или ако нема луѓе има музика, во смисла јас не можам да функционирам во тишина, туку функционирам во бука, во бучава со многу луѓе. Да. Како започна приказната со писмените? Како започна приказната со писмените? Приказната со писмените започна па нема ни една година искрено, бизнисов е многу нов, види, седам и снимам подкаст со тебе. Значи, вака, не знам, не можам да си го објаснам нештото колку е како да ти кажам, колку порасна за многу брзо време. Ива напишува писмени, беше план да го изреализирам уште лани, да речеме дека немав уште дипломирано, и пошто јас нешто го работам предолго време, значи пишувам писмени за деца, ама не се прикажувам како особа дека пишува писмени, туку пишувам за мене, за тебе, за некој твој пријател, за некој твој роднина. И нема проблем, ти мене ме контактираш. Јас имам и ден денеска истите клиенти, имам редовни клиенти, значи многу често се случува на полагање матура да ми сконтактира. Ова не знам дали требаше да го кажам. Нема врска, не кажуваме кои се, така да. Пишувам и матури во смисла ми звоне, ова е темата, напиши ми. Мислам, ова е малку нелегално, али нема врска. Да, јас имам редовни клиенти многу одамна и со нешто се бавам, па не знам, цело средно, може јаве сега и факултет завршив, сметај 8 години го работам нештово како анонимус. И решив дека е време. Мислам, зошто да не знај пошироката или како и да се вика, пошироката јавност дека постои некоја особа што може да ти се најди, пошто јас стом за тоа дека немаме сите талент за да пишуваме. Да бидеме надарени за пишаниот збор, да, и не знам, многу ми е мило што успев во нештото, иако имаше и многу негативни коментари, најчесто се од образовни луѓе во образованието, ќе кажам, дека не треба тоа нешто да се прави, пошто му правам услуга на учениците, али... Да, во право си за тоа, но сепак, како што рече, не е секој надарен да. Пишување. И мислам дека пишувањето како школска задача не треба да биде така како што е сватена моментално. Не знам како мислиш ти на оваа тема. На таа тема имам, не знам, многу строго мислам, знаеш како? Зависи. Да. Зависи, многу зависи од професорот, наставникот, зависи од училиштето, зависи од многу фактори. Да. Сметам дека учениците моментално го сметаат како многу голем притисок. Во смисла, целта е ти на таа писмена задача да си искажиш да го искажиш твоето мислење. Од што е толку строго сватено, децата го нема тоа мислење. Или не знам, го чувствува како терет на некој начин, дека мора сега делото да го прочита за да напишеш ти нормална писмена работа, мораш да го имаш прочитано делото, пошто што би пишувал ако го немаш прочитано. Нормално. Јас се услуга. Ги читам и ги пишувам. Ги читам и ги пишувам.
Да. Да, сепак во право си за тоа дека е така сфатено, но мислам дека има и добра страна на тоа. Пример, еве, некој дете ќе ти порача писмена и ти после ќе прочита писменава, ќе ја научи за да ја напиши. Да. И после ќе му текне, може ми јас ова да го направам. Тука има и мотивација кај другите. Од моја гледна перспектива, дека може и ти нешто да го направи, дека може и самите да напише. Тука имаш ти една како Робин Худ мисија, дека му помагаш нив, мислам, не дека му помагаш, дека крадиш од некој, дека му помагаш на сиромашните, туку дека му даваш знаење кое што понатаму тие можеш да го примени. Например, кога ќе прочита писмената за тоа дело, ќе му се зауба и ќе рече, ај сакам јас ова да го прочитам, и така добива и тие повеќе. Така е, знаеш како, доволно еден сегмент јас како по дефолт да ти ја напишам писмената и доволно ти за твојата наредна да се водиш според тоа нешто. Да. И да пробаш сам да ги откриеш тие зборови, да ги скомбинираш, пошто писмената е игра на зборови. Игра на мисли и е искрено едноставно. Да, ти кажав, значи писмената е игра на зборови, игра на мисли и искрено доколку се потрудиш сам, јас верувам дека сите деца се доволно паметни за да може сами да напиша писмена, али има деца што не се труда и не се заинтересирани. И тоа е окей, искрено. Да. Не мора да те интересира ти да пишуваш писмени, нека те интересира нешто кај што можеш да се вложиш. Нормално, мислам дека треба. Мене ме интересира пишувањето писмени, затоа се вложив и има резултат. Да, и мислам дека образованието треба покрај тоа што македонски јазик и литература мора да биде задолжително да бидеме реални. Да. Но мора и да му пружи прилики на некој дете што е талентирано за нешто друго. Реално. Апсолутно. Значи не сме сите талентирани за да пишуваме Да. песни, поезија, проза, драми и слично. И многу ми е мило доколку некој не се пронајдува во нештово, што се пронајдувам јас, се пронајдува во нешто друго. Тоа е исто. Јас се пронајдувам во ова, ти се пронајдуваш во, не знам, еве те интересира, не знам, мотори, пример. Да. Значи, карикирам буквално. Исто сме. Да. Исто сме. Исто ти си во твоето, јас сум во моето, дефинитивно. Поддржувам. Само да се пронајдиш себе си. А како настана приказната со вандализирањето на градот Прилеп со убави мисли? Интересно. Следам многу, како да ти кажам, страници што прават такви работи низ град и го забележав нештото, беше од англиска страница и многу ми се допадна и реков ова во Прилеп никој го нема направено. Реално во Прилеп ние не ни правиме вакви нешта и многу е лесно да дојдеш до идеја што ја нема, само не знаеш како ќе биде прифатена. Нормално. Да, тука е или ќе биде предобро или ќе биде хейтано на некој начин. Нештото се случуваше рандом вторник или среда, да речеме, нема ни да се сетам. Среда како денеска среќна? Среда, не, имаш прочитано, не знам кој ден е. Денеска? Не, денеска знам дека е среда. Не знам во кој ден ги лепев. Не знам. Не знам, искрено нема ни да се сетам, не е ни важно. Знам дека беше во април, ако не се лажам. Идејата ми дојде рандом, буквално седев и реков, ми треба начин да си го испромовирам бизнисо, а да не кошта. Да. Во смисла, да не е парично многу голем залаг за мене. И реков, па чекај, можам јас ова да го направам, значи доволно е мисли да смислам неколку, че излепам низ град на популарни локации кај што поминува средношколци, ми беше тоа многу важно. И да не се само средношколци, мислам многу мене ми влија и добро и постари луѓе и помлади да забележат дека нешто се случува. Нештото го правевме јас и мојот дечко во 3 ноќеска буквално, не знам, беше многу касно, пошто не сакав да има никој и сакав да имам комплетно таа слобода во градот што ми ја нуди, без да бидам видена. Петок беше. Се сеќавам, ќе ти кажам и зошто. Во петок го правевме нештото и тој возеше буквално, јас излегував, лепев, беше преладно, нема врска, ги излепив и си појдов дома. И ме мавна психата, искрено, онака што сега ако направив јас, тоа што го викаш вандализам и што сега јас ако добијам пријава од полиција. И не спијав цело вечер и очекував во секој момент нешто да ми се, не знам, да се јави некој да речи еј ти што лепеше вчера. Да. Никој не се јави. Но сепак лепиш на јавен простор, каде што е дозволено секој да лепи постери да си промовира. Ете, јас се тешев од една страна и реков, чекај сега, што ако ми се јава, јас што би кажала? И знам со мајка ми го разговаравме нештото, ми вика че ќе кажеш дека не правиш буквално ништо лошо, ти не лепиш некакви пропагандни пораки, не знам, што може да му наштета на некој, туку напротив ти го разубавуваш градо. Беше сабота, станав, имав некаква обврска, се сеќавам во нашата чаршија, излегов со срам,
како сите тие луѓе да беа чарши да знаат дека сум јас. И вака, мислам дека вака сакам да одам, не можам да ти објаснам какво чувство имав. Да. И после само го објавив видеото на Инстаграм и видеото експлодираше. Да. И јас не знаев апсолутно како треба да се однесувам сега. Ја имам вирално видео, има преку 800 или 900 шерс. Да. Видеото. Има 400 и нешто за сейф зачувано, има преку 100 не знам колку илјади прегледи. Има преку 115 мислејќи илјади прегледи видео мое што го снимав јас со мојот телефон во прилеп. Знаеш, го објавив од зебанција. Не беше, знаеш како? Со цел да се испромовирам, ама мислев че добри, знаеш, до тебе, до мене, знаеш, до мои луѓе, ти рече, окей, супер, пребо. Видеото експлодираше. Реалити чек добив во моментот кај што бев излезена, беше многу касно и ми стаса нотификација на Инстаграм, твоето видео што толку премина 1000 лајкови. Реков, молим? Што? Чекай малку што се случува. И видеото од премина 1000 лајкови стана вирално во сите градови, добив дури, ова е многу смешна ситуација, морам да ја кажам. Дечкото на моја другарка, Скопјанец, и неговиот брат скролал на Reels и му излегло му рекол него, му рекол, види, ова го знаеш девојче од Прилеп, видим колку интересни ова мисли лепи и дечко другарка се знаеме приватно, фала Богу. Чекај му рекол дај да видам. Абе Ивана му рекол. Ивана од знаеш од мојата девојка, знаеш, сега релацији да не ги објаснувам. И такви многу има интересни нешта кај што луѓето не знае. Уствари која Ивана пишува писмени. Ова е face reveal. Ова е face reveal, да. Не знам како ме замислува, еве ти можеш да ни кажеш како ме замислуваше, пошто и ти не знаеш јас како замислувам, како изгледа. Јас исто те замислував, значи вака плава коса, плави очи, смешна изборлеста. Инаку, од мој искуство јас што гледав по социјални медиуми дека сите пораки, многу голем дел од пораките беа стварно шернувани на стори и сликани од луѓе буквално на улица. Ама друго нешто што многу ме заинтригира беше 8 март. Да. 8 март лепењето на честитка. Добро. И цвејче. Не беше 8 март. Тоа беше исто начин да се испромовирам, тоа беше рандом сабота, срекна сабота, да. Да, знам дека лепевте со Елена во 5 сато са бајле. Не сама лепев, Елена не стана, да. Да, Елена не стана и лепев сама. Да. Да, лепев сама, бевме јас и вработените од комуналното предпријатие и да ти кажам, знаеш, онака беа пречудни као сега што чепреш ти, кога извоев цвеќе беше, добро, не прави ништо. Оти замисли во 5 сато се појавувам јас по тренерки со торба огромна и со лепило, лепам. Не знаеш, не можам да ти објаснам каков е градот во 5 на Сабајле, во пролет. Она е Милина. Милина, не знам зошто не го користиме нештото. Да. Сакаме да спијаме очигледно. Милина, не можам да ти објаснам колку беше добро и чекав искрено да бидам, нема да бидам лажно скромна. Знаев цвеќината дека ќе помина многу добро. Само во мене ми беше како ти кажам чувството дали ќе ја добијам целта. Цвеќето да се најде кај рандом особа дома и на блиските му кажав, значи знаете дека ќе има лалиња. Немој додите вие да ги земите, не е за вас нешто. Вие знаете што се случува. Дај некој што не ме познава и не е запознаен со нештова што ги работам, да го види нешто. И добив онака пораки дента од пријатели дека имало девојчина што ги земале, да. Не можам да ти објаснам малата победа кога ќе видам на стори кај рандом особа дека има нешто мој објавено, не можам да го објаснам чувството. Јас не знам да реагирам на такви убави работи, ама не знаеш колку ми е мило, вака на душата ми е многу убаво. Ти знам дека сум на правилниот пат, дека денеска саботата на некому била поубава заради мене. Да, многу. Реално и треба да се снима реакциите од луѓето кои што ги земат тие цвеќиња. Сакам да те прашам кога сме кај луѓето, како реагираја? Дали имаше некогаш негативни коментари? И кои беа тие? За лепењево или општо? Општо за бизнисот. За лепењето. За лепењето не знаеше никој. Не знаеше никој, не кажав на никој. Не чувствував потреба да ти се јавам и да ти речам, Петар, ќе лепам. Не ми интересираше ничие мислење, само сакав да појдам и да го направам тоа нешто. Сите разбраја наредниот ден. Домашните разбраја наредниот ден. Знаеш како соопштив? И на дедо ми исто. Дедо ми е најголема поддршка и не можам да ти објаснам, посебна е врската и му реков, шапреш му викам беше, знаеш, до продавница да купиш леп, небитно. Да, вика бев. Му викам на бандера, ако видиш напишано нешто, мое. И вика, шо, чекај.
не разбирам, и му покажав. Знаеш како на постарите е малку потешко да му објасниш што се случува, али моите баба и дедо се современи и не трошиш многу време. Одма разбира и дедо ми вика предобро. Знаеш, само што нема онаков, мислам, смарт телефон за да го слика нештото, дедо би ми бил најголем промотер и домашните исто да го разбираја. Ако видите, реков, низград ливче напишано со порака, мое. И беа вака во шок. Да, какви пораки, знаеш, ништо не му беше јасно и после сватија и мајка ми вика поминувам секој ден кај топката кај Карпалак споменико. Сега го нема како се вика ливчето, пошто јас го извадов од временските услови. Почна да се ниша. И јас го извадов, значи јас си ги извадов и сега треба да го прелепам. Оти врнеше и лепилото попушти малку. Така да, инаку негативно нешто, знаеш, со што се имам соочено, некој на реклами ми го одлепи. И тоа многу ме погоди. А имав многу добра порака за лепено реклами, мислам дека беше ако не веруваш во љубов на втор поглед да поминам уште еднаш. На прв поглед да поминам уште еднаш. Да, на прв поглед да поминам уште еднаш и знаеш како ме погоди, тоа беше прв удар. Не знам кој стои за нештото, ама знаеш како јас сум инает голем и залепив 2. И сега ако ги одлепа тие 2, ќе залепам уште 4, па да видиме. Да, стварно. Искрено, зошто, не знам, и знаеш што беше залепено на тоа нешто, некаква реклама за некој пејач. Значи не, пејачо пеј, не знам, некаква... Во битола негде веројатно. Не знам, без врска. Да. Буквално, знаеш како беше умешно одлепено. Знаеш како да беше постеров што е залепен, на него да си го најдам јас долу, окей, беше одлепено. Значи замисли си имаш трудено. Значи некој си го има залепено дома. Има и такви случаи. Да, ама не мислам во овој момент дека беше залепено, инаку да, знам луѓе што си ги зема за дома. Као јави ми се, че ти испринтам не е бро. Да, има и такви случаи. Има писмени на Инстаграм. Да. Контактирајте. Че испринтам не е проблем. Кога сме кај пораките кои што ги пишуваш, еве спомна дали веруваш во љубов на прв поглед или да поминам уште еднаш. Добро. Дали се автобиографски или барем дел од нив, мислам дека рекламите е многу испланирано место, затоа што е тоа собирно место, тука сите се чека. Се е со план. Се е со план. Се. Јас сум контрол фрик и без лист со кој каде, зошто и како не поминува. Нема да поминува. Така треба да биде, да. Е залепено пред гимназија. Па ти размисли зошто е така требало да биде. Не знам дали е за единицата, али така требало да биде баш со умисла пред гимназија. Ако не веруваш во љубов на прв поглед пред реклами, нормално. Знаеш зошто, така? Нормално. А горе на теренчено Нарид, немам појдено предолго време, искрено не знам ни дали стои. Таму беше и што е небото за оваа наша љубов, ме разбираш? Да. И на могила истото беше залепено. Се со умисла, се испланирано, кај мене нема ништо рандом. Се е пред време испланирано. Тој не чини на некој начин, али јас не знам да функционирам. Поинаку нормално нормално функционирање. Не знам да функционирам поинаку, се е испланирано и баш како што беше испланирано, таква беше и баш како што беше испланирано, така и дојде. Целта беше добијана баш на тој начин, само целта беше пута 3 сега. Јас не очекував дека ќе се достигне целта. Исто така на мостот како Рацин имаш клајано остани љубов до крај. До крај, да. Тоа е метафорично и не знам дали секој би го разбрал. Добро. Можеш да го објасниш слободно? Остани љубов до крај е замена за остани џубре до крај од риблја чорба. Остани џубре до крај може пред ноќен клуб да се клај секако. Имав една идеја што не знам дали сакам да ја кажам. Добро, слободно. Не. Да кажам. Се оградувам. Не, можам да ти кажам ако не го клеш нешто на како се вика. Чекај, застани. Добро. Не. Кат. Кат, да. Окей. Да, остани љубов до краја е паралела со остани џубре до краја. Реално сите можам да ти ги објаснам, оти сите има врска со мене. И со луѓето околу мене. Слободно. Сега искрено валјда ќе се сетам на сите. Претпоставам. Мајде нека ти текне тебе, која ти е омилено? Така требало да биде, точка. Добро. Ете, точка. Така требало да биде. Едноставно. Јас верувам во за се дека има причина и ако се случи нешто убо или не убо, така требало да биде. Да. Знаеш како јас што имам планој, ама некој од озгора ме гледа и
ми се смеи на тие планови. Да. Така? Да, јас мислам дека ти фали едно, што јас многу често го користам, а тоа е се е окей. Се е окей, да, може да се клаи. Исто друго што сакам да те прашам, каква порака би клала пред нашето студио? Некоја кул. Некоја кул. Кул порака. Да, студиово е прекул. Значи, ти донесов, можеш да го покажеш. Дај ми го слободно. Овде е така. Да. Еве, точно ова порака би ја залепила. Значи, ова е поклон од Ивана за мене, односно за нашето студио. Можеш да прочиташ пишува? Епизоди ќе го гледате тука негде на зидот. Да, можеш да го прочиташ. Кул порака. Наредно што сакам да те прашам е дали планираш некоја збирка, изложба или некој друг проект што би ги собрал сите овие пораки, сите овие проекти до сега за поголемата јавност да види. Мислам, како планираш ти? Во моментов немам никаков таков план, искрено не мислам дека мојот бизнис е се уште спремен на такво нешто, можеби во иднина јас никогаш не велам за ништо никогаш. Искрено во моментов не. Не, немам, никој ми го нема поставено ова прашање дека, знаеш како, Ивана пишува писмени се темели на пишување на писмени, ова е само добра промоција што помина многу добро. Во моментов немам размислено, ама ми даде многу добра идеја што можам да размислам. Знаеш како, сега е многу тешко нешто ново да се смисли за промоција, оти никој сега овде не може да измисли топла вода. Изложба на пораки. Да, пораките се, инаку ме праша дали се автобиографски, дали се, да, сите се од мене напишани, освен ако не веруваш во љубов на прв поглед, да поминам уште еднаш. Таа е порака што ја кажа мојата професорка по македонски јазик во средно и замисли јас од втора година ја памтам се уште. Значи, не знам, толку ми влезе во главата и толку многу си имам размислувано и е многу добро. Фактички ако се размислиш, е многу добро. Да, стварно. Стварно е многу добро. Таја може и ми е омилена, искрено мене. Да, и омилена, знаеш која ми е друга? Не можеш да ги смениш луѓето околу тебе, ама можеш да ги смениш луѓето околу тебе. Да. Таа е најавтобиографска од сите. Кај е таја поставена? Беше на реклами, беше пред Марко Цепенков, ако не се лажам. Не знам. Пред реклами. Да. Пред реклами ке цвеќарницата. Да. Мислам дека уште стои. Искрено немам поминато одамна да проверам дали е се во ред. Да. Друго нешто што можеме да кажеме за тебе дека ти успешно работиш со деца со попреченост. Така. Работиш во порака, така? Да, во центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост. Сакам да те прашам каде се школуваше и како стигна до оваа професија? Дали од мала замислуваше дека еден ден сакаш да помагаш на лица со интелектуална попреченост? Ивана од мала игра наставничка и е професорка. Да. Значи јас во друга улога, освен во образование, тешко се гледам, значи од мала. Може и влечам некој ген, баба ми и дедо ми по таткова страна, двајцата биле професори. И јас од мала не се гледам во ништо друго, само никогаш во смисла не мислев дека ќе се насочам на работа со лица со попреченост. Се школував инаку основно и средно имам завршено тука во Прилеп, во Кире Гавриловски во Јорче Петров. Факултет завршив во Битола на педагошки и еден семестар бев на Еразмус во Стара Загора во Бугарија. Исто значи се школував и видов што значи да се школуваш во град што е во Европска унија и колку е поразлично од кај нас, да. И можностите кои што ги имаме таму, кои што ги има таму, а ние ги немаме. Да, бев на Тракијски универзитет, на педагошкиот факултет на Тракијски универзитет, кој што е еден од најстарите, ако не и најстар во Бугарија. Мислам дека е еден од најстарите. Не знам, сега не сакам да навлегувам во такви, ама е еден од најстарите и се спремни. Многу се спремни. Сакам да те прашам какво е искуството да се работи во центар со лица со интелектуална попреченост. Така. Како изгледа еден ден? Секој ден е различен. Да, јас знам дека ти се тебе многу добри другарчиња. Точно. Дека многу се сакаате. Да. Така да можеш да објасниш еден ден како изгледа еден работен ден. Да. Јас моментално работам како замена во порака, во центаров за лица за поддршка на лица со интелектуална попреченост. Секој ден е различен и многу го поштовам и многу ми се допаѓа слободата, што е концептот на работа на центаро е слободен, во смисла каде што ти имаш буквална слобода со корисниците, нормално,
нивните можности докај што се, да работиш различни активности, не си ограничен, значи можеш да работиш и внатре, во центарот можеш и надвор, можеш на терен, значи можеш најразлични активности да правиш, можеш активности социјални, значи можеш да правиш когнитивни, можеш да правиш практични, значи не си ограничен. Еден ден како изгледа? Според програмата што ја работиме, за дента имаме испланирано активности, значи почнуваме од 8, јас завршувам во 4, корисниците, значи, дента доаѓаат, ги работиме активностите, значи, секој ден поминува. Знаеш како, гледаш колку позитивно зборувам за нешто. Јас немам негативно искуство со работа со корисниците што се со интелектуална попреченост. Едноставно, не знам, многу ги засакав и многу се приврзав едни зад други. Сепак ја има таа, како да ти кажам, авторитет. Во смисла, ме почитува како личност што е тука да се грижи за нив како едукатор. Пред се како едукатор. Многу позитивно искуство, теоријата и праксата се две различни нешта. Значи јас тоа што го учев на факултет и тоа што се случува во пракса се две различни нешта, како и за се можеш да се сложиш. Апсолутно, значи не можеш, еве типичен пример, мајки сега што треба да стана, чита книги како новороденче треба да се развива. Епа не се развива според книга, исто е со се. Исто и во мојот случај. Да, дури сме кај книгите, што научи од таму, што не можеш да научиш од книги? Во книгата се исконтролирано. Не оди се така исконтролирано, во смисла. Знаеш како, праксата трпи промени. Ако нешто не оди, можеш да премениш на следно. Во книгата не. Во книгата мораш да го научиш параграф 1 за да премениш на параграф 2. Тука можеш на параграф 2 директно. Ако не оди, значи параграф 1, преминуваш на параграф 2. Флексибилно е. Значи, имаме ситуации кај што не е флексибилно, али во 90% случаевите нештото е флексибилно и мене многу ми се бендисува. Тој концепт и затоа многу ме исполнува работата, ти можам да бидам јас своја и да пружам на некого од моето време и од моите квалитети и да ужива во нештото, а и ти истовремено ужива и ми возвраќа на многу позитивен начин. Сакам сега да отвориме некако мала дебата. Како гледаш на терминот лица со попреченост и лица со посебни потреби? Ова е многу интересно нешто што го зборувам најчесто со блиските. Да, и многу е несватено. Несватено, да. Се меша. Многу го меша терминот лица со попреченост и лица со посебни потреби. Сега ќе се навратам на неколку години претходно, каде што еден мој професор на факултет многу добро го објасни нешто и сега јас ќе пробам да го кажам истото. Педагог на училиште. Така? Се сеќавам дека бев четврто одделение основно и има како замена беше педагогов на часов. Добро. Читавме некој текст, некој расказ за лица со попреченост. Беше како ние како деца го искоментиравме зборот, односно го кажавме зборот лица со посебни потреби. Добро. Тука таа стана и ни кажа дека лица со посебни потреби сме сите, затоа што сите во некој дел од животот имаме посебна потреба. Кога сме болни имаме посебни потреби за разлика од нашето секојдневие. Кога не дај Боже сме повредени имаме посебни потреби за разлика од нашето секојдневие. И така дека треба да го разграничуваме зборот попреченост и посебни потреби, односно термините. Да, добро сугерирање од страна на педагого. Јас ќе се навратам на мојот професор кој што многу добро го состави нештото. Има развијано професоров специјална програма за талентирани и надарени ученици. Талентираните и надарените ученици тој ги нарекува лица со посебни потреби. Зошто? Ти доколку си талентиран, еве јас. Значи ќе се земам јас во како да ти кажам во случај. Да, за пример. Пишувам писмени. Мене ми треба посебна средина каде што можам да напредувам. Така? Нормално. Фазла од како се вика од нормална средина во училиштево. Треба да одам во смисла да творам, да одам на некој се вика на литературни читања. На литературни читања, ме разбираш? Тоа е значи посебни услови да ми се овозможа мене за јас да напредувам утре. Сакам да го земам многу за пример детенцено Македон што решава математички задачи, исто и професор зборуваше многу често за него. Тоа е дете гений. Значи гений. Него му треба посебна средина за тој да напредува. Јас мислам дека тој искрено има страшни можности и способности, да. Него му треба посебна значи средина и посебни услови за да се развива. Тоа е особа со посебна потреба. Значи посебна потреба, ви кажал, значи сите имаме некогаш. А лица со попреченост се лица со попреченост. Знаеме сите, лица со попреченост се лица со попреченост, да. Дали е интелектуална или е физичка, психичка, зависи, значи лица со попреченост, што се спречени за нешто.
Ете, тоа е накратко, се надевам дека ти доловив. Да, Да, и многу, и јас исто да го сугерирам, пошто се меша. многу Се меша, да. И пробувам ја. Знаеш како и мене ми беше многу тешко на почетокот, пошто јас искрено пред да се запишам на факултет јас ги мешав. Ја нема да сега овде да зборувам и да ти продавам бајки, значи јас исто како сите други јас ги мешав тие термини, али сега разбрав и сега не ги мешам. Да. Сакам да те прашам, наредно, од каде ти е идејата за правење честитки? Имаш многу креативни пораки кои што ги спроведуваш, мислам дека и честитките кои што јас ти ги порачувам се стварно креативни. Не знам од кај ги наоѓаш идеи, стварно секоја чест. Фала. Сакам тоа да те прашам, од каде идејата за да ги заработуваш и од каде идејата што пишуваш на нив, затоа што видов една честитка кај Елена. Добро. Со текстот Фолтин 120. Таа твоја дива и не сме И с за љубов. Ми спомна дека многу ти се допаднала. Многу ми се бендеше да. Имам стори тајм за честитките. Ајде Кои сега. за се. Вака, честитките беа во план, не беа во план, ништо не беше во план. Замисли кај мене нешто не беше во план. Целта да се развива на пишува писмени беше во септември и да почне на 1 септември, како што ќе почне школската година, така да почнам јас да се промовирам дека пишувам писмени. Арно во јули месец добивам поклон за дипломската од другарка, карта за да одиме на патување во Будимпешта. И викам супер, знаеш, во септември одиме на патување, нема проблем. Август месец јас сум на одмор. Ивана заборава дека треба да оди во Будимпешта и ги троши сите пари и иди септември. Ивана нема пари. Да, ова е најреалното нешто. Јас нема да те лажам и нема нема апсолутно нема овде да ти продавам. Ме разбираш, пувки, значи бардина, пошто сите се најдуваме во, знаеш, млади сме. Значи нема финансиски средства. Не знам во која камера да се обратам. Нема врска. Што се случува? И пишувам на другарка, вака и викам, знаеш, немам финансиски средства, како мора да се снајдиме, што да направам, знаеш, помогни ми. Вика, не знам, немам појма, вика и јас немам во смисла, ќе се снајдим. Знаеш како на крај секогаш излегува најдобро? Ама, дур да дојде тој крајо, небитно. Јас финансиски средства дома не барам одамна, пошто веќе сум, како да ти кажам, самостална во смисла и со стипендија и со едно и со друго. Не се сеќавам последно, не ни за ова, не ни ми падна на памет моите да финансира патување, пошто способна сум сама, со моите малку полакомив на одмори ги потрошив. Сите пари, сите заштеди. Што се случува? Идам до идеја да правам честитки. На дигитална платформа правам преку 20 честитки. И што се случува, Петар, немам пари да почнам. Немам 1000 денари во моментот да ги испечатам честитките и да купам 10 плика. Не кошта 1000 денари во тој момент. И многу е смешно и реално. Значи, немам финансиски средства да почнам. Ќе продавам честитки, замисли имаш порачки, не можеш да ги спечатиш. Немаш пари да ги спечатиш, што ти реално ти треба одреден буџет за да почнеш, па после тој да почне да се враќа. Како поминува ситуацијата, домашните разбира дека се случува нешто во смисла и мајка ми и татко ми седнува ми кажуваат ќе ти isfinansираме ние. Не е проблем, оди на патување, утре ќе се вработиш, знаеш, пресно дипломирана бев, ќе не ги вратиш, значи немој да се секираш. И јас заборавам на честитките, одам на патување, си поминувам предобро, поминува октомври, ноември. Значи, скроз заборавам дека имам јас честитки во телефонов. Не се објавени. Никој не знае за нив. Заборавам на нив дека посто. И иде декември месец на моја блиска другарка Ева, сакам да ја поздравам во моментов. Ева ми е еден од најголемите поддржувачи. И е роден ден и купувам карти за концерт за моите две најдобри другарки и правам персонализирани честитки од мене. Ти, ако мене ми значиш и да не ми значиш, да ми си само познаник, никогаш нема да добиеш честитка купена од продавница. Значи тоа не се случува. Доволно сум способна, дали ќе биде глупава или ќе биде смешна, ќе биде од мене и ќе биде нешто за тебе, персонализирано, значи од секогаш. Од кога знам за мене, јас правам честитки, ама јавно не. Печатам честитки за Владо Јанески, за персонализирани, печатам честитка за Ева и спечатав честитка, не знам за шо беше нешто. Не е ни важно. Значи одам дома со 4 честитки. Мајка ми ги гледа честиткиве и ми вика, многу се добри, ми вика, шо правиш, знаеш? Ви викам ги правев. Знаеш, нормален муабет. И викам, многу се добро, ти не можеш да продаваш. И мене во моментот ми кликнува дека јас имам 20 готови честитки в телефон, направени во јули. Петар ги отвори в честитките и стои вака. Шо е ова? Не беа добри. Не беа добри. Јас можам многу подобро од ова.
седнав. Сега ќе ти кажам, че се сетам точно и на датумо, беше некој 12 или 11 декември, седнав, ги направив дизајните, онака мене да ми се убави, новогодишни беа и реков, ќе пробам. Ќе пробам и нема да отворам нов профил, туку ќе оди на Ива напишува писмени, пошто Ива напишува писмени, во тој момент има некоја публика стекнато, и реков, ајде, ќе се пробам таму. Ги печатам честитките, тогаш имам буџет, одам на работа, знаеш. Се вика, ги печатам честитките и нема време какво промо видео, немав никаква замисла. И брат ми, мојот најголем, значи, помошник, значи, тој лик се појавува од зад камера, од пред камера, од сегде, и му викам, дојди, ајде да снимаш. Видео ќе правиме кратко. Добро, вика, ајде, ќе дојдам. Со панделка, што имав изваено од некој поклон. Да, стар. Чаршаф имам бел, тој го користам за се и сешто. Го поставив чаршаво, ги кладов честитките, беа околу 10. Ги заврзав со панделка и му викам на Лео, снимај, пуштај. И на видеово ги отворам панделката, ги вадам, ги покажувам честитки, се прело видеово снимено во 10 секунди. Од first take, знаеш онака, да. Нема ништо, ни кратење, ни монтирање, ништо. Само музика. Да. И иди 13 декември, јас не обрнувам внимание на датумо. 13 е мој сеќен број, значи се што се случува со 13 поврзано со мене и некако се случува упорно, сами универзум ми го носи бројот 13 мене на врата. Во тој момент ја не знам дека е 13 декември, знам дека е декември. Се сеќам, требаше да одиме на некаква екскурзија со блиски пријатели. Го објавувам видеото и заминувам на манастир. На манастир нема мрежа, видео води во етеро, јас си поминувам цел ден предобро, заборавам дека објавив видео, дека нешто се случува на социјалните мрежи. Сидам дома, моменто, кога отворив телефоно, пораките колку имаше и што се случува, реков, чеке, мора, јас објавив честитки, човек, продавам, бизнис, врска немам што се случува. Во тој момент мене ми се прави пресврт во живото и станувам Ива напишува писмени и прави честитки. И бев во шок, првите порачки имав тефтер и пишувам во тефтеров, ме разбираш, јас продавам честитки. Како од каде до каде јас продавам честитки. Да, така почна инаку Ива направи честитки, моментално е во страшен раст и има многу порачки од цела Македонија, не го очекував нештото. Праќаш по карго. Да. Замисли сум стасала и во други градови. Да, фала ти многу, вистина. Од кај црпам инспирацијата, ме праша? Мојот мозок работи 24 сати. Мојот мозок не одмара и не знае да одмара и тоа е најголем проблем. Бев во состојба кај што немав инспирација и излегов во брос, многу сакам да одам во брос на забава, беше забава македонски хитови. Излегов, пишував стихови од песни на честитки. Кој сум јас сум интелектуалец на станата? Не, јас сум VIP фаца, сакам VIP фаци. Да, буквално. Предобро. Не, или ќе кажеш некоја многу интересна мисла, пример, честитката, ако се претворам во црв, дали ќе ме сакаш, е нешто што го кажува мојата најдобра другарка на кој стаса. На блиските и седи, рандом ми вика, ако се претворам во црв, ќе ме сакаш. Таја честитка беше најпродавана за Нова година. Не знам во колку примероци ја продадов. За дечковци. Најверојатно, не знам, ама беше колку примероци продадов од таа честитка. Не можам да ти објаснам буквално и сватив дека фактички сите сме исти. Нормално. Сите сме исти буквално, да. Едноставно. Да. Покрај тоа јас сватив дека ти не ги правиш честитки, обично туку ги правиш малце поурбано, со поурбани наслови, мисли, нормално. Што е различно од честитките кои што само пишува happy birthday. Колку не сакам. Леле, не можам Feliz Navidad. Не можам да ти објаснам колку се нервирам. Не, значи, замисли си стасал да те продава во Веро и во Джамбо, уствари не, во Веро и во Джамбо се добри честитките. Те продава, не знам, во цвеќарница. И имаш честитка, среќен роден ден, има цвеќе. Мене тоа многу ме нервира. Имам честитка, ќе дуваме со главни. Предобро. Таа е мојата милена честитка. И знаеш како најслабо ми се продава, не знам зошто. Таа честитка оди најслабо. Имам честитка, ќе дуваме со главниот. Тоа е од песна од Слаткар, не знам. Да, многу е јака. FM. Не, FM. Не, FM, не во никој случај. Дими Џаме, таја, да. Значи, ќе дуваме со главниот. Мачка кај со Леле, да, таа е. конфети. Да, таа е многу контроверзна честитка. Таа
е честитка од мојата пријателка Теона и јас таа честитка ја викам Теона честитка. Да, мислам. Да, Теона ми Скриминг Теона. Да, скриминг Теона буквално која знае Теона, ќе знае дека таа честитка е за нејзи, тој чекам да дојде декември да ја подарам честитката. Таа е за нејзи, таа честитка е Теона. Инаку честитките многу често, доколку ми ги познаваш, пријателите се посветени на нив и се од ситуации со нив. Сега ќе ти раскажам една честитка малку сентиментална, искрено многу ме допре. Ми се јавува девојче што ми порачува честитка за другарка што се сели во Америка. И сакам вика да ми направиш честитка што ќе остане. Сега брзо? Да, сега пред еден месец може беше. Леле, знам за која. Знаеш за која честитка станува збор? Не знам за која честитка станува збор, ама знам дека која ситуација пошто средношколци во август месец заминува за Америка. И тоа е сигурното, да. Не, јас знам позадинската приказна, јас знам мојата позадинска приказна, мојата најдобра другарка веќе 5 години студира во Бугарија и сме на long distance friendship буквално и знаеш како секое видео што ќе го прочитам за нешто што е далечно е за нејзе и многу ми недостасува, многу сме приврзани на некој посебен начин. Марија, немој да плачиш, дори го слушаш ова. Океј. Честиткава, леле, нема да се сетам, а не знаеш колку сакам да ја прочитам. Може да го земам телефон? Слободно. Дозволи му на светот да види каков багаж во душата носиш и не заборавај да се вратиш тука каде што сум јас дома. Леле. Еве сега се наежив буквално. Предобро. Сега се наежив и честитката ѝ беше посветена нејзе на Марија. И многу често, значи многу често си ги поврзувам честитките што ги правам со како се вика, со ситуации од секојдневниот живот и луѓе од секојдневниот живот. Ако ми го познаваш друштвото, ако видиш некоја честитка, ќе знаеш точно за кого е. Да, нормално. Да. Многу бав муавет, стварно ми се бендисава многу ова епизода, мислам дека добро отворање на втората сезона. Еј, фала ти, не знаеш мене колку ми значи ова прв пат сум на вакво нешто. Замисли на она, како се вика, што го правите вие млади, јас престарен. Како се вика она што го правите во јануари, Vision Board, да речеме? Vision Board, да. Ја на Vision Board напишав 3 желби. Ја немам такви слики, не лепам. Јас напишав Владо Георгиев, Барселона и здравје. Да, Владо Георгиев се исполни. Барселона, еве никако да ми се исполни, манифестирам да ми се исполни и здравје. Мислам, здравје треба да биде на прво место, ама ајде, здравје посакувам за секој роден ден, за секоја нова година. Здравјето ми е мене на прво место, ама другово ми се исполни. Тоа сакам да ти кажам. Јас немам нигде напишано. Желба ми е да гостувам на подкаст и да бидам на телевизија, на некаков формат и види јули месец, август месец тоест и Радио Пулс, да. Чудно што не е 13-ти, ама... Не е 13-ти, да, 8-ми е. Ајде, нема врска. За последно, сакам да те прашам, ако можеш да ја дадеш совет на Ивана пред 10 години, односно Ивана која имала 14, што би кажала? Многу работи, искрено. Најголем совет што да пази? Што да пази? Не знам што да пази, искрено ти кажам. Ивана на 14 години не беше ваква. Мислам, не беше. Беше, ама не беше олку сигурна во себе си. Прво, Ивана на 14 години, замисли да ги кажам, имаме мал бизнис. Работиме честитки, пишуваме писмени. Ќе се преврти. Преако. Буквално. Не, јас никогаш не се гледам себе си како предприемач, во смисла дека имам нешто мое и гледај што се случи, се појави да имам нешто мое. Никогаш не се гледав како таква особа. Ивана пред 10 години е дете, буквално, што и лета памето, ќе се пронајдеш сигурно во нештото. Дамна, сега пресно ти и тебе поминаато, така? Да. Не знам, само да верува. И да работи. Оти ако не работиш и ако чекаш нешто да ти слези, нема да дојди. Исто како оние што пишува да ми се падни лото. Не играш лото. Не може да ти се падни. Така? Нормално. Значи не можеш да бараш да ти се падни лото ако не играш. Исто, ако не мрдниш да сработиш и да се потрудиш за нештото што го сакаш, нема да дојди само. Само да верува и да фурај мали. Ја знаеш честитката? Фурај мали е честитка за мене и тоа е тоа. Значи најмногу ја сакам. Фурај мали е мојата песна и од Дино Мерлин. Значи фурај мали буквално. Само да го фура филмо. Терај си го филмо. Да, терај си го филмо. Вози си го филмо. Кај коњо. Кај коњо е залепена. Да. Јас и Елена лепевме. Да. Имам помошници. Да. Да, вози си го филмо. Гледаш, се е поврзано. Нормално. Се е поврзано буквално. Се чувствувам како да сум со Тейлор Свифт. Ама немој. Стварно. Јас сум Свифти од кога знам за мене. Фала ти премногу денеска што беше со нас. Фала ти премногу што ни покажа дека уметноста не мора да биде во галерија за да биде вистинска. Понекогаш е доволно едно ливче на зид да предизвика
голема фама напишана од срце за некој да не се почувствува малку сам. Фала ти за искреноста, фала ти што денеска беше no limit со мене и се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика во студио пак. Фала ти тебе премногу, искрено мене ми беше многу пријатно и како за прво искуство немав трема, беше многу добро. Фала ти премногу, фала на цела значи организација и можноста што ми даде да бидам слушната и да направам face reveal, да има напишува писмени. Се надевам дека вака ме замислува луѓето. Фала ти премногу вистина. Фала ви денеска што гледавте и се гледаме нормално во наредна епизода во некој од подкастите на Радио Пулс.